Во услови кога препораките на владата се да се остане дома и да не се излегува без некоја оправдана причина, Црвениот крст од Тетово ќе им помага на граѓаните сместени во изолација со храна и лекови по одлука на Институтот за јавно здравје, а истото се однесува и на повозрастните лица и хронично болните. Црвениот крст не се наметнува како организација да преземе некои работи што не сме надлежни ние, него ќе ги оставиме институциите да работат за што се одговорни, со тоа што нашата работа е сега моментално да им пружаме помош во набавка на лекови или материјали на лицата што им е најпотребно, нели, сами кои се дома, болни лица, во години лица, со тоа што на дневна основа они ќе прават нарачка, а еднаш неделно ние ќе им ги носиме дома. Исто така да се напомене дека трошоците ќе ги сносат тие сами за набавка на лек, на леб, на било што. Исто така вчера со општинскиот локален кризен штаб, Црвениот крст е задолжен како центар да собира помош за воиднина ако дојде до поголема ескалација на ситуацијата. Ќе биде како собирен центар, една точка да биде за подобра организација. На кој начин да ви се обратат? Значи, на телефонот 044 336 374 од 09 сабајле до 15 часот попладне, секој работен ден. Согласно одлуките на состанокот на кризниот штаб на општина Тетово, сите институции имаат одредени насоки како да го продолжат своето работење. Според локалната самоуправа, тетовското здравство е целосно подготвено во однос на снабденост со опрема и персонал во случај на COVID-19, а од општината информираат и дека се мијат и дезинфицираат улиците во градот, а во петок пак ќе се врши дератизација на канализационите подрачја. Дел од институциите не работат, а останатите го редуцираа работното време, пошто препораките за нивните клиенти е да ги посетат само доколку имаат вистинска потреба. Во маркетите и аптеките деновиве има најголема посетеност, па повеќето од нив, според препораките за заштита, воведоа неколку мерки кои се однесуваат на потрошувачите, односно во објектите влегуваат само по неколку лица, а останатите чекаат надвор, секако со совет за одредена оддалеченост меѓу нив. И поголем дел од банките истакнаа правилници за однесување додека трае периодот на ризик од ширење на коронавирусот. Тие се однесуваат на држење растојание помеѓу клиентите, да не се носат деца во објектите, како и да се искористи можноста за електронско банкарство.